Кадијата што му го купи јуничето на момчето за 6 гроши. Чита Александар Стадојков. Едно утро момче изнесло едно јуниче на пазар да го продаа и водејќи го јуничето поминал покрај портата од Бефќемето. Запако се погодил кадијата да седи на порта и видувајќи го момчето кај го води јуничето, го запрел да го праша. Го продааш бре момче тоа јуниче? Го прашал. Го продаам кади баба? Му одговорило момчето. Кога го продааш, колку му сакаш? Му рекол кадијата. Колку што чини кади баба, толку му сакам, му рекло момчето. Кога чул тој збор кадијата од момчето и кога видел јуничето за 6 гроши да му се дај, што чидело за 60 гроши, на часу заповедал да избеќарите да го заколат и опашката да му ја пресечат и да му ја даат. Си ја зело момчето опашката и право отишол кај еден коач да му и дал 6 гроши да му направи еден допуст да опашката од јуничката и си отишло дома, да се пробедило во едни девојчински неубави алишта и му отишло при кадијата да му се главило за избеќарка да му служи во аремо. По малце дни отишла кадиницата на бања и останал кадијата сам дома со измеќарката. Тога му нашло момчето времето да му дај да разбери да стариот кадија, што бил со бела брада, како зема јуничка за 6 гроши, што чини 60 гроши. Кога ти ја затворило момчето вратата на вренк, та беше му го извел топузо и му го показал на кадијата велејќи му: Кади, ова е 6 гроши јуничето. Велејќи му вака момчето му легнало да го тепа со топузо и да го суди. Удри, суди, дури го посла на земи. И си отишло дома, та на часо се променило во една руба екимска и поминало покрај Бефќемето, та викало: Етим! Чули измеќарите од кадијата за Етимо што вика и му кажале на кадијато: ти Етим викал. Заповедал кадијата да го викнат и го викнале. Го прегледало момчето ѓоа како што прегледуваат етимите и го нашол да е тепан, ама со збор. Дури ќе го мачка со билчи, ќе вика од болештидата и никој да не влегува при него, дури него домачка Етимо. На болештидата згора кандисал кадијата и сите си излегле во друга одаја. Наместо да вади момчето билка од пазуа, ти го изваило топузо и му легнало да го тепа и да го суди. Кади, ова е 6 гроши јуничето. И го тепал, дури му втасало, та си излегло и си ошло дома, та да часо се да правило еден тираџија со печескоњи и побидало пред Бефќеме, та викало: Тираџи! Го чуле избеќарите и го викнале кај кадијата да го тоари и да го носи во друг град од страо на момчето. Дур, ујди се киријата и го тоари кадијата ари и леп, 2 и лек. Дошли до некое место и растоарил да пладнуат под некоја сенка. И прашало момчето избеќарите зашо е ќеф се с кадијата. Тие му кажале оти снагата нешто го болела. За снага болна кади баба, му рекло момчето, во на село иму анџијата едно млеко што едно да се напиеш и од каква болест да имаш ќе ти оздравит. Прати избеќарите дека земаат дури да пладнуваме. Кандисал пустио кадија и пратил измеќарите. Едно беше се оддалечили избеќарите и му го изваило момчето топузо, та беше му легнало да го тепа и да го суди. Кади, ова е 6 гроши јуничето. Удри и суди, дури му втаса и си јавда коњите, та си дошло дома. Да таков кадија така требало да му се прави, за да не прави уште еднаш така.